која мајка пратеничка синот си го изгубила, у Елем си го нашла. На пратенициве сите дечиња се елемчиња. Кај бил син ми у Елем. А ја сирота се утепав, го барам низ пола свет со Интерпол, го прежелив детето. Мислев го киднапирала опасна педофилска група од Белгија, го врзали у подрум, го силуеле, му правеле реденка. Него му било супер, грзето на топло у Елем. Бе, сине бе, туку ке никнеш таму кај што не те посадиле. Добро бе, син на мајка, зашо не и кажа на мама дека си се вработил у Елем? Па добро бе, мамо, па ја мислам дека знаеш, па ти ме вработи. Не ади комна говедо едно. Јас сум те вработил. Нема ја ушенаш пред луѓе да си го кажал гласно. Него сине, слушај, ај мама ќе се врати за едно 4-5 сата да почастиш кафе за вработување, ова сега мора да скокнам до рек Битола, бе сине, са бајле ми јавија. Абе, вујко ти некој го вработил са бајлево тамо, еј. Има и ваков расплет, доаѓа синов кај мајкава пратеничка. Мамо, да ти кажаме на среќна вест, овие твојве од партија ме вработија у Елем. Кој си бе ти? Ја не те знам, прв пат те гледам да ти кажам право. Аде бе, чибу тамо. Син, неам ја син. Шо ви направи непотизмов, луѓе? Непотизмов страшно ги оттуѓи функционерите и пратениците од нивните најблиски. Видете го министерот Бектеши. Па ја појма не знам дека сестра ми се вработила у државна институција. Таа ми е сестра мене, мажена, живее на друга адреса, не живееме заедно. И каква врска има тоа што таа работи во државна институција, а јас сум министер? Имате и ваков пример. Жена ми добила тендер. Прв пат слушам. Абе, шо има везе, па она добила тендер, не сум добил ја. Па она ми е мене само жена, бе, освен тоа што имам со неа 2 деца, 120 квадрати стан у Скопје, викендица у Маврово, апартман на Закинтос, 2 коли, а немам ништо друго заедничко со неа. Вие новинарите говна едни. Кај најдовте вие тука, кај видовте конфликт на интереси што сум ја министера, она добила тендер од влада. Али затоа, оваа Мира Дизел и тргна сезонава кона Лука Дончич у НБА. Од кај да шутне кожда? Синот у Елем, шлак. Братот у рек Битола, шлак. Кучето у гранична полиција, шлак. Папагалот, директор на опера и балет, шлак. Желката си ја турила у државна администрација, пошто таму најбрзо работа, шлак. Аби мачката ја вработила у Собранискиот подрум. За секој фатен глушец 100че, за секој истрчан километар 50че у джеб. Овие од СДС викаат, па кај има, па не е тоа непотизам. Па што е бе? Синовизам и ќеркизам. Башка сега се појави еден друг феномен, позаебан се вика непостизам. Тоа е кога ништо не можеш да постигнеш у животот без роднини у влада. Али пошто овие министри се полуписмени, некојаш така ќе им се случи, ќе сгрешат, ќе ги збркаат презимињава на својот баџанак, да кажем, и на некој што не го познаваат, што не им е роднина. И ќе се случи, овој што не им е роднина, по грешка да го вработат у државна институција. И сега замислете дека сте еден од тие случајно така, на среќа, не сакајки што биле примени у државна институција. И замислете, си доаѓате прв ден на работа, никого не познавате. Нема кој добар ден да ви каже, ко сираче сте. Влагате у канцеларија, седите сами, зашто другиве седат дома и примаат плата. Абе нема братучет да те замени да отидеш да кркнеш една чорба, нема дада бато да ти каже у кој кафичи се седи на кафе пауза од 10 до 2. Немаш никој, ти си сам. Затоа, многу од тие кои што нема таква среќа по грешка да бидат примени у државна институција, ги пред германскиот конзулат во Козле, во Скопје, у редица од километар и пол. И многу такви медицински сестри, лекари, инженери, занаечи оваа година ќе заменат за Германија. Па нормално е, овде ако немаат роднини, таму ќе си ги пречекаат како своји. Така е секогаш. Луѓе, оваа земја, народот е кабаret.
Абе, о, не е крив ни Заев, ни Груевски, ни Бранко, ни Лјупчо, ни Пучко, бе. Ние сме говна, бе. Абе, овде никој не си ја гледа својата работа. Овде малограѓанштината има 1000 лица. Погледнете само искочите на улица, одма ве зјапа некој. Абе, шампиони сме у зјапање. Еве, замислете дека сте некоја жена така натарена и трчате сега на кеј или во парк, си трчате. Абе, секој што види од спротивен правец ве зјапа. Прво ве зјапа у лице, после у цице и на крај у пице. Кој ќе се разминуете, го крева погледот од пице на лице. Еден ако не ве погледне, одма знаете дека е странец. Али него ако го сретнете после 5-6 месеци, и он ќе ве зјапа као говедо. Одма го научиле маме му ебам норвешко. Али, олимписки шампиони у зјапање се пензионериве. Затоа што они се нон-стоп на улица. Освен на први која се у банка кој им доаѓа пензијава. Пензионериве, ви се кој X-Men те скенираат. Абе, те зјапаат онака устав мирно. И одма ти прават магнетна резонанца. Те фатат ли на радарот? Абе, главоболка не ти гине. А може и да не ти се дига еден месец. Травматологииве по болнициве се преполни од нив, бе. Те погледне ли пензионер поише од минута, одма те урочуе. Паѓаш и фрактура на глава и скршеница на нога не ти гине. Абе, кој идеш по улица, абе, шахтите сами се отвараат пред тебе. Али, бар имаат една мана, што се спори, па можеш лесно да им избегаш. Али не се секирајте, они ќе си најдат друга жртва, па затоа излегле денес. Друга малограѓанска работа што ја правиме. Маш и жена. Излезат надвор или дечкоите, одма тука си почнуваат да си ги решаваат приватните и семејни проблеми. Стоко! Па ги спичка сите пари у кладилница! Чути, не се дери, сите луѓе слушаат. Мие гајле, ме боли пичкава! Нека го слушнат и ова тогаш! 6 месеци сум немала секс со тебе! Па нормално си немала кога цело време имаш добиено. Коњо е, да няли сум ти кажал така, како не ти е срам да лажеш, а сестра ти што го зема цело наследство? Па го зема затоа што она се грижеше за мајка ми која беше болна, ти злато и мочаше у супата. Ај сега јама да те прашам тебе нешто, зошто у последно време све директорот те носи дома со кола? Па ти си бил ненормален, говедо едно, па зашо ме сматраш ти мене, па јас сум поштена жена, па ти немаш појма колку човекот е фин, образован, културен, елоквентен, па колку е искрен со мене. Ми вика, тебе те доживувам злато као сестра, на тебе уопште не ми се дига. И тебе тука ти онака со 2 прста да ја задавиш у моментот, кога гледаш еден пензионер од страна, те зјапа уста. Се извинувам, синко, каде има тука амбуланта? Сега ќе ти кажам каде има амбуланта и на тебе и на неа, маме, виебам ваша. Мрш!